Добар ден, ученици! Денес ќе зборуваме за ефектот на светлината врз растењето на растението. Ова е прв дел од оваа подтема. И ова е лекција по природни науки за учениците од 5-то одделение. Зошто на растенијата им е потребна светлина како енергија за растење? Светлината им е потребна на растенијата како енергија за растење, бидејќи со помош на неа растенијата вршат фотосинтеза, а тоа е процес на создавање храна во зелените листови на растенијата. Веќе ви е позната ова равенка со спорови, за фотосинтеза се разбира, која ни објаснува дека за да врши растението фотосинтеза, потребно е да прима вода со растворени минерални материи од почвата, јаглероден диоксид од воздухот и сончева светлина од сонцето. При тоа, сончевата светлина го потпомагаше комбинирањето или спојувањето на водата, минералите и јаглеродниот диоксид во зелените делови на листовите од растенијата. Како производи на фотосинтеза се добива глукоза, тоа е еден вид на шеќер, така наречен гроздов шеќер, и кислород кој се ослободуваше во воздухот од самото растение. Да се потсетиме сега на содржините од темата како ги гледаме нештата. Од оваа тема ние научивме дека светлината ја сочинуваат многу различни бои. Всушност, тоа се многу различни светлини кои имат различни бранови должини и фреквенции, а кои нашите очи ги примаат и ги чувствуваат како бои. Односно, нашите очи ги разликуваат тие различни светлини како бои. При тоа, ние научивме дека ние ги гледаме нештата во таа боја или светлина која ја одбиваат, односно рефлектираат од себе. Например, корицата на училишниот дневник ја гледаме во црвена боја, затоа што е направена од таков материјал кој ги впива или абсорбира сите бои, односно светлини, од видливиот спектар на светлината, а ја одбива или рефлектира само црвената боја. Значи, ако некој молив го гледаме во зелена боја, тоа значи дека е премачкан со таков материјал, кој што ги абсорбира сите светлини од видливиот спектар на светлината, а ја одбива само зелената светлина или зелената боја од видливиот спектар на светлината. Што мислите, ученици, во врска со улогата на светлината врз растењето на растенијата? Дали е важно каква боја на светлина прима растението? Можеме ли да објасниме зошто мислиме така, ако мислиме дека тоа е важно? Како може да го истражуваме оваа прашање? Постојат три принципи на светлината кои влијаат врз растот на растенијата. Тоа се квалитет, односно боја или бранова должина на светлината, квантитет, односно
колкаво количество има или колкава јачина има светлината и време траење, односно колку време е изложено растението на нејзиното дејство. Видливата светлина е електромагнетно зрачење од сонцето кое е видливо за нашите очи. Овде имаме слика која представува карта на сончевиот спектар на видлива светлина изразена во нанометри. На долниот дел од спектарот имаме поделци кои што се изразени во нанометри. Значи имаме 400 нанометри, 450, 500 нанометри, 550, 600 нанометри, 650 и 700 нанометри. Гледаме дека светлините кои што спаѓаат во синиот и виолетовиот дел од видливиот спектар имаат мала бранова должина, но висока фреквенција, додека светлините кои што влегуваат во црвениот и портокаловиот дел од видливиот спектар на светлината, тие имаат голема бранова должина, а ниска фреквенција. Да научиме малку за светлината и фотосинтезата. Брановата должина на светлината се мери во нанометри, па така постојат и разлики во видливиот спектар на светлината. Имаме сина светлина, зелена светлина и црвена светлина. И сината светлина, и зелената светлина, и црвената светлина влегуваат во состав на светлосниот спектар кој првенствено се користи во процесот на фотосинтеза. Сината светлина е дел од видливата светлина која има бранови должини од 400 до 500 нанометри, зелената од 500 до 600, а црвената од 600 до 700 нанометри. Ефектот на различната светлина врз растот на растенијата можеме да го видиме преку експеримент од виртуелна лабораторија. Овде имате дадено линк на оваа лабораторија, па можете слободно да го стопирате видеото, да го припишете линкот и да го внесете како што е даден точно во прозорче за пребарување од вашиот интернет пребарувач. Прво бираме растение, кое ќе го посадиме во двете групи, потоа ја менуваме бојата, например сина светлина, и го кликнуваме копчето за зрачење на растенијата. Календарчето врти, значи експериментот би траел 30 дена. Потоа го земаме ленјерот за да измериме колку високи израснале овие растенија. Првото растение пораснало 16,2 см. Таа вредност ја запишуваме во табела. Потоа мериме колку пораснало второто растение, значи 21,3 см, а третото растение од првата група
пораснало 17,5 cm. Првата група од 3 растенија била изложена на црвена светлина за 30 дена, а втората на сина. Сега првото растение од втората група пораснало 18,2 cm, второто 22,1 cm, а третото 17,1 cm. Кога сме ги внеле овие резултати во табела или сме ги запишале, ние кликаме на копчето Reset за да се постави експериментот во почетна фаза и можеме да експериментираме и со други растенија на таков начин. Резултатите од мерењата ги внесуваме во табела. Оваа табела има 3 колони и има 4 реда. Првата колона се однесува на должината на растенијата, кои што беа во 2 групи, значи имавме растенија, 3 од групата изложена на црвена светлина и 3 растенија од групата изложена на сина светлина. Сега ние вредностите што ги добивме при мерењето со ленјирот ќе ги внесеме на нивното соодветно место во табелата. Што забележуваме од внесените резултати од мерењата во табела? Гледаме дека трите растенија кои биле изложени на црвена светлина пораснале прилично високо и доста добро пораснале, но во споредба со растенијата кои биле изложени на сина светлина, тие се помали. Значи дека растенијата многу подобро растат кога се изложени на сина светлина во споредба со условите кога се изложени на црвена светлина. Тоа ни докажува дека навистина многу е значајно каков дел од видливиот спектар прима растението кое врши фотосинтеза и додека е во фаза на раст и развој. Што значи дека сите растенија кои примаат повеќе зраци, светлосни зраци од синиот дел на видливиот спектар ќе растат многу подобро и ќе бидат повисоки во споредба со растенијата кои примаат црвена светлина. Ова виртуелна лабораторија ние ќе ја користиме и во наредните лекции, а вие ученици можете исто така да си експериментирате со помош на ова виртуелна лабораторија за да може да научите и да разберете дека навистина е важно кој дел од светлината, односно кој дел од видливиот спектар ќе го примат растенијата и како тоа ќе се одразува на нивниот раст и развој. Пријатно учење, ученици, ви посакува професор Нетка Димовска од Основно општинско училиште Маршал Тито Струмица.